Значи, денеска целта ни е не да ја повториме надзорната расправа, која што ја оценуваме како исклучително позитивна, прецизна и ефикасна и ефективна, бидејќи за само еден ден од надзорната расправа за манипулациите и злоупотребите во доделувањето на субвенциите успеа да се скрши 6 години креираниот лажен мит дека оваа влада на вистински начин, честно, транспарентно, одговорно ги доделува земјоделските субвенции. Зошто го говорам ова? Бидејќи на првиот ден од расправата докажавме дека има сериозен проблем и лага во висината на или износот на субвенциите кои што се кажуваат од страна на сите владени представници, почнувајќи од премиерот, завршувајќи со сите оние неодговорни. И во таа смисла вчерашниот, а по најавите и денешниот настап на представниците на Министерството за земјоделие го оценуваме како очен и паничен обид фатените на дело во лагите и во злоупотребите да се извадат. Најодговорно, искрено и коректно им кажуваме дека во тоа нема да успеат. Со оглед на тоа што во изминатиот временски период нашите пратеници и во рамките на проектот Работно лето се среќаваа секојдневно со голем број на измамени и излажени земјоделци, кои што самите ги пријавуваат своите докази, информации, податоци, и во таа смисла со задоволство очекуваме и сакаме да продолжи надзорната расправа со останатите сведоци. Сакам да ви информирам, се уште додека и работат камерите, дека тоа што го прикажавме, докажавме и евидентиравме, а денеска тоа ќе го направиме и подетално, на првиот ден на надзорната расправа е само мал дел од случаите и доказите кои што нашите пратеници, до кои што нашите пратеници успеа да дојдат. Во таа смисла ќе повторам 3 работи, а тоа е дека за Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери доделувањето на земјоделските субвенции е државна мерка, а не партиска или приватна, и како таква ќе продолжи и идната влада на Социјалдемократскиот сојуз во многу повисок износ ќе доделува земјоделски субвенции. Но во исто време ќе го коригираме она што во овој момент се случува, а тоа се злоупотребите и манипулациите во доделувањето на земјоделските субвенции, што резултираат да парите не завршуваат секогаш до крајните земјоделци и вистински земјоделци. И често пати парите завршуваат ке луѓе во партиските штабови на власта, ке луѓе кои што не знаат ништо и не се занимаваат со земјоделие, односно само ги злоупотребуваат парите на граѓаните, односно парите од буџетот. И втората работа е начинот на распредоба и намената на овие пари, бидејќи Македонија од година во година по сите перформанси во земјоделието паѓа. Се намалува производството на храна, се зголемува увозот на храна, а Македонија смета и ние лично сметаме дека е земјоделска држава и дека на тој начин треба да обезбеди храна за своето население. Во овој момент оваа влада со овој начин на распредоба на субвенциите не обезбедува доволна храна за своето население и ги троши парите на населението за купување на храна од странство. Во таа смисла и идната влада ќе се позанимава не само со овие и случаите што ќе ги прикажеме на понатамошните денови на расправата, но со сериозна ревизија на злоупотребите на доделувањето на земјоделските субвенции. Во таа смисла и на доделувањето на земјоделското земјиште, што е предуслов, и таа манипулација со земјоделското земјиште е предуслов за манипулација понатаму и со парите, односно со субвенциите.